Благодарам, председателе. Почитувани колеги, заменик министер, почитувана јавност. На 4.12.2023 година до сите пратенички групи си испратени писма од страна на синдикатите, меѓу кои и Синдикатот на медиумски информативни агенции СМИА. Во целост сакам да ви го пренесам нивното писмо. Почитувани, репрезентативниот синдикат на медиумската информативна агенција СМИА беше информирана во буџетот за 2024 година се предвидени 45 милиони денари за државната МИА, со кои средства агенцијата може да функционира најмногу 8 месеци, што значи дека после тоа се доведува во опасност на нејзиното постоење, а со тоа и информирањето на јавноста. Пред се сакаме да ви укажеме дека МИА е медиум кој функционира 24 часа и не е во состојба да ги диктира настаните, туку ги покрива важните настани во државата и во странство и дењи и ноќе, и за празници, саботи и недели. Ви укажуваме на значајната разлика на институцијата медиум и на која било владина агенција, министерство, особено заради тоа што од МИА се информираат речиси сите релевантни медиуми, традиционални и електронски, сите амбасади, меѓународни институции и агенции во регионот и Европа. Природата на медиумската работа не дозволува ограничување ниту на простор, ниту на интернет, ниту на телефонска комуникација. Нужно е да знаете дека за МИА да функционира, според последната исплата на плата за октомври 2023 година, потребни беа 5 милиони денари и според оваа проекција, за наредната година, само за плати потребни се 60 милиони денари. Во просек годишно за основни трошоци, како што е хостинг и комуналии, МИА исплаќа од 12 до 15 милиони денари. Значи, вкупно минимално за непречено функционирање на МИА за 2024 година потребни се 75 милиони денари. Вработените во агенцијата се соочени со сериозни проблеми, како финансиски, така и просторни, бидејќи поради опожарување на просториите во зградата каде што беше сместена МИА, во моментов се наоѓаме во привремени канцеларии во кои е отежнато секојдневното работење на новинарите. Платите на вработените во МИА се многу пониски во споредба со другите информативни гласила и се под просечната плата во државата. За споредба, новинар во МИА има 30% помала плата од новинар на исто ниво во македонската телевизија. Од тие причини бараме како пратеници да го искористите вашето право да интервенирате амандмански или на било кој друг начин со цел МИА да се иззема од кратење на средствата. Исполнувањето на ова барање ќе овозможи непречена, ефективна и ефикасна работа на медиумската информативна агенција МИА, која, како што знаеме сите, во своето постоење од 25 годишно работење се потврди како значаен фактор во објективното и навремено информирање за настаните во земјата и во светот во сите услови, а посебно во услови на пандемија. МИА со своето 24-часовно емитување од преку 350 вести и информации дневно на македонски, албански и англиски јазик во услови на информативна пресија и многу лажни вести, како извор ги користи сите сигурни и објективни информации и денес е цитирана од сите медиуми во земјата и светот и врши значајна улога на медиумската сцена во регионот и пошироко. МИА има големо значење во креирањето на јавното мислење преку објективни, навремени, точни и проверени информации, кои што се неопходни за отворено и транспарентно општество кон кое се стремиме сите. Со почит, Скопје, 4 декември 2023 година, председател на СМИА Борис Куновски. Вакво писмо имавме, почитувани колеги, сите. Јас морам да напоменам со многу специфична уредничка политика, каде не треба да има селективност, е оваа агенција. Но тоа е тема за друг пат. Јас сакам и ве замолувам, вас, посебно заменик министер, и вам, почитувани колеги, пратеници,
барем еднаш да нема селективност и да го прифатите овој комисиски амандман кој го предлагаме ние како пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија. Самиот амандман гласи: предлагаме да се обезбедат дополнителни средства во износ од 30 милиони денари за непречено функционирање на медиумската информативна агенција МИА. Колеги, потребно е заплати на овие вработени, потребно е за нивно елементарно право да остварат и ве замолувам за поддршка. Ви благодарам.